Благодарам, подпредседателе, почитувани колеги. Уште од самиот почеток, посебен акцент новата влада на ВМРО-ДПМН стави на консолидирање на правосудниот систем, кој е уништен и девастиран. Приоритет на нашата влада е донесување на право и правда за сите, длабоки реформи и сериозни промени и распуштање на судскиот и Советот на обвинители. Овој ваков правосуден систем е извор и генератор на криминал и корупција, функционираше како сервис на елитата која досега беше власт во Република Македонија. Сервис кој ги штитеше и им овозможи безмилосно да го празнат државниот буџет и да ги крадат народните пари. Досега имаме судии и обвинители кои судеа по нарачка и штитеа по функција. Замижуваа пред злоупотребите, тендерите, криминалите, убиствата, криминалот на функционерите на Социјалдемократскиот сојуз и на ДУИ. Немаше, ама баш ниту еден амбасадор во државава кој не изрази јасна и недвосмислена критика кон функционирањето, односно нефункционирањето на правосудниот систем. Затоа, време е за нови вредности, време е за правда, време е да стане реалност желбата на граѓаните за ред, поредок, правда за сите подеднакво. Време е судството и обвинителството со доберба во рамките на статистичка грешка да биде минато. Време е за нова ера, кога правото ќе биде на прво место, правдата ќе биде непобедлива. Време е од денеска да отвориме немилосрдна борба против криминалот и корупцијата. Сето ова е возможно со длабоки реформи во правосудството, во која важна институција е и Судскиот совет. Овде мора да има и законска и кадровска реформа. Не може да се очекува подобрување во работата на Судскиот совет, не може да очекуваме реформи, не може да очекуваме подобри резултати од тимот кој го урмиса правосудниот систем во државата. Не можеме, како граѓани, да очекуваме од оние играчи кои го отпаднале тимот од прва го довеле во трета лига, не можеме да очекуваме да го врати на шампионски патеки, не можеме да очекуваме да го вратат достоинството и да го донесат на местото каде што граѓаните посакуваат да биде, односно да имаме функционален правосуден систем. Затоа денес сум посебно горд со оваа интерпелација, бидејќи оваа интерпелација е и едно предизборно ветување на нас како политичари, односно на нашата влада. Разрешување на Судскиот совет. Оваа интерпелација е неопходна кадровска реформа за да имаме подобри членови кои би ја подигнале репутацијата на Судскиот совет. Потребни ни се членови кои ќе бидат отпорни на политичките влијанија на партиските елити и мојкници, членови кои ќе бидат отпорни на големите пари и мојк на бизнис елитите, членови кои ќе знаат да кажат не за ширењето на криминалот и корупцијата, она што го урнисува и уништува нашето општество. Доста е од судии кои за евра и долари судат и пресудуваат, доста е од членови кои ја срамат државата, овозможувајќи на криминалци да поминат неказнето, ограбувајќи, опустошувајќи, уништувајќи ја државата. Ова интерпелација треба да има и ќе има двоен позитивен ефект. Првиот, поднесување на одговорност на актуелните членови, и вториот, поука и предупредување за секој нов член што ќе биде предложен да биде внимателен и да биде совесен. Почитувани колеги и почитувани граѓани, функционери кои изгубиле доверба од органот што ги избрал, а во овој случај е Собранието на Република Македонија, но пред се ја изгубиле и ја немаат довербата на граѓаните на Република Македонија, а тоа е мизерни 2% доверба, е поразителен податок. Вакви функционери не треба да носат важни одлуки.
и треба да си понесат оставка како знак на демократска зрелост и одговорност. Интерпелацијата е уставно и демократски оправдана, согласно членот 72 од Уставот, каде секој избран и именуван функционер може да биде предмет на интерпелација, односно изгласување на доверба или недоверба на одреден функционер. Овие 5 членови на Судскиот совет, избрани од собранието во изминатиот период, секој поединечно даде негативен придонес со своите несовесни постапки, со што го деградираа влијанието, улогата и репутацијата на Судскиот совет, а со тоа и угледот на целото правосудство. И членот на Судскиот совет, за кој зборувам сега и е поднесена интерпелација, Милазим Мустафа, треба да го направи истото. Но тој кажува дека и покрај тоа, ако биде изгласана недоверба во собранието, немало да даде оставка. Се запрашав зошто вака размислува овој член на Судскиот совет и кога во судската фела се распрашав што имаат да ми кажат за овој член на Судскиот совет, кажа само едно нешто. Па тој вика, кажува само она што му наредил и кажал Али Ахмети. И затоа не чувствува одговорност ниту спрема собранието, ниту спрема никој друг, само напротив од оној кој го назначил и го поставил на тоа место. Овие кои денеска ја напуштија салата, Социјалдемократскиот сојуз, и кои се највиновни за ова што ни се случува денес во целото општество, а посебно во правосудниот систем, денес спомнаа дека со ова сме вршеле упад во системот и партизација на Судскиот совет. Јас само ќе запрашам едно. Весна Дамева, Тајна Чачарова Илиевска, членови на Социјалдемократскиот сојуз. Весна Дамева, истакнат член на правната комисија на Социјалдемократскиот сојуз, која не се срамеше и да позира во партиските простории на Социјалдемократскиот сојуз, заедно со човекот кој во тоа време беше начело на телото за реформи во правосудството и кој се фалеше дека го отворил судството како пупка. Му ја расплачи мајката. Овие членови партиски на Судскиот совет, како ние ќе вршиме партизација кога досега начело на Судскиот совет биле партиски членови? Не. Со ова што денеска го правиме, отвараме борба против криминалот, корупцијата, отвараме борба против таквите полтрони и подкупливи судии кои овозможуваат да цвета криминалот и корупцијата во државата. Со ова, почитувани колеги, почитувани граѓани, правиме департизација на Судскиот совет и посакуваме на местото на овие партиски полтрони да дојдат квалитетни членови на Судскиот совет кои ќе можат да одговорат на она што граѓаните го сакаат, а тоа е функционален правосуден систем. Само да изразам неколку забелешки кои амбасадорите во државата ги има кон Судскиот совет. Дейвид Гир кажа што требало да направи на Судскиот совет и тоа и го кажа тоа лично на состанок на Весна Дамева. Требало да спроведи 40 мерки, од кои 17 можеле да се спроведат одма, без никакви други реформи, туку само Судскиот совет може одма и недвосмислено, ако сака, да со тие 17 мерки да доведе до огромно подобрување на функционирањето. Напротив, не е направено ништо. Во 2023 година австрискиот амбасадор преку писмо се обрати до Весна Дамева и Судскиот совет итно да ги отстранат сите неспособни и пристапни судии, бидејќи дозволиле на фирма роднина на Зоран Заев да не може некоја австријска фирма да ги наплати своите долгови. Ова е доказ дека овие членови на Судски совет работеа само во интерес на Социјалдемократскиот сојуз и други, и затоа треба да бидат променети, и затоа денес треба
да гласаме за интерпелација на овие членови. Благодарам.